Почитувани гледачи, добар ден, 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека ние сме тука секогаш за вас и со вас да ве информираме околу сите проблеми кога станува збор за вашето здравје. Така ќе биде и денес, ќе поразговараме малку за една тема за која што првпат ја обработуваме во Ваш термин, а тоа е мултипла склерозата или мултиплекс склерозата. Пред да најавам кој ќе ми биде соговорник на видеолинк, ќе кажам само неколку реченици околу светскиот ден на мултиплекс склерозата. Тоа беше 30 мај. Болест од која страдаат над 2,5 милиони луѓе ширум светот. Тоа е невродегенеративно заболување и автоимуна болест која првенствено ја напаѓа белата маса на централниот нервен систем. Повеќето пациенти се диагностицирани помеѓу 25 и 31 година, а околу 2 пати повеќе од диагностицираните лица сепак од женски пол. Националното здружение се обединува заедно со глобалната заедница за мултипла склероза ширум светот со единствена цел за подигнување на јавната свест за мултиплекс склероза и водење организирана кампања во која се вклучени сите погодени од оваа област. Мотото на годинашното одбележување на светскиот ден е заедно поврзани, додека се разбира сите овие активности кои што се однесуваат на одбележување на овој светски ден на мултиплекс склероза се одвиваат како во текот на месец мај, така и во текот на месец јуни. Значи се спроведуваат голем број активности за да се покрене, како што кажавме претходно, јавната свест за ова заболување, да се подобри терапијата на времена и точна диагноза, а се со цел пациентите да имаат подобар и поквалитетен живот. Веќе на видеолинк го имам доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и е воедно и директор на Универзитетската клиника за неврологија. Со него ќе поразговараме и за мултиплекс склерозата, меѓутоа и ќе кажеме нешто повеќе и за COVID-19, бидејќи деновиве бројката на заразени од коронавирусот навистина за жал драстично беше многу голема, особено во петокот. Па некако и ќе ги поврзаме работите како ова делува и кај ова заболување и се надевам дека се тоа што ќе го слушнете ќе го задржи вашето внимание. Доктор Барбов, да ве поздравам и да ви посакам добри дојде преку видеолинк во Ваш термин. Добро ве нашол. Да ви се заблагодарам што ме поканихте да бидам гостин во ваша емисија и да ги поздравам сите наши гледачи кои ќе следат ова емисија и се надевам ќе добијат корисни информации. Так. Кажав дека доаѓате од Универзитетската клиника, директор сте и претседниле специјалист невролог и токму одговорен доктор за оваа проблематика. Како е состојбата кај нас, еве на почеток да ве прашам, со мултиплекс склерозата, колку имаме диагностицирани кои што се водат заведени како лица кои што имаат мултиплекс склероза и како стојат работите воопшто? Македонија се смета дека земја со среден ризик од заболување со мултиплекс склероза, затоа што таа болест која има географска дистрибуција, најретка е во топлите краишта на екваторот, а најчесто е на северите во нордиските земји, Шведска, Финска, Норвешка, така да ние сме со средна инциденца. Некаде се проценува дека околу Македонија има околу 1500 болни со мултипла склероза. Ние немаме официјален регистар за болни со мултипла склероза, меѓутоа го имаме системот Мој термин, во кој во моментот има регистрирано околу 1100 пациенти. Так. Како кажав, бидејќи кога се спомене мултиплекс склероза, секогаш се вели дека е болест со 1000 лица, така речено, бидејќи покажува многу различни симптоми кои што може да се поврзат и со други заболувања. Па би сакала да ни кажете нешто повеќе околу симптомите. Кои се се тие симптоми кои што треба да се појават за да се посомнева некој дека има таков проблем, бидејќи како што напоменав и во најавата, мислам границата на која што се појавува кај лицата е навистина загрижувачка, бидејќи се јавува и на многу млади лица, претежно, еве, кажавме дека поголемиот процент се жени, зашто е тоа така? Повеќе заболуваат жените, односот е жени мажи
прилика 2:1 во целиот свет. И тоа што и вие спомнавте на почетокот на емисијата, дека се работи за млади луѓе, значи најчесто заболуваат на возраст од 20 до 40 години. Така. Кога некоја особа релативно млада ќе добие некој невролошки симптом кој малку покасно ќе го спомнам, значи прва болест на ние на која се посомневаме при тоа е мултипла склероза. Ако дојде девојка на 20 години со слабост на лева рака и нога, Така. многу е малку веројатно дека таа има мозочен удар, многу е поверојатно дека има мултипла склероза. Како што рековте, болеста има многу лица. И спомнате дека тоа е болест на централниот нервен систем, меѓутоа и на продолжниот мозок и надбетниот мозок. Било каде од овој дел на централниот нервен систем да се створат тие деминизаторни плаки, пациентот ќе добие симптоми и во зависност од локализацијата на симптомите, значи може најразлични симптоми кои може да ги емитира скоро сите невролошки заболувања. Да кажем, ако е плаката субкортикална близко до кортексот, пациентот може да добие епилептичен напад и болеста да почне со епилептичен напад. Така. Ако е плаката во моторните патишта, пациентот може да има слабост, например во левата рака и левата нога. Ако е плаката во малиот мозок, пациентот има проблеми со движење. Ако е плаката во вратна кичма, значи може да биде комплетно парализиран и двете раце и двете нозе. Така. Зависно од кои делови, може да многу често пациентите имаат и проблеми со меморија, когнитивни пореметувања, може да имат депресија, што на почетокот нели може да заведе дека се работи за некој дури психијатриско заболување, па после тоа нели со испитувањата да се види дека се работи за мултипла склероза, така да нема невролошки симптом кој не може да се појави кај ова заболување. Така, говориме само за оние симптоми кои што може да се поврзат со невролошки заболувања, така? Да, да. Значи претежно се тие симптоми кои што може да ве наведат на некое друго невролошко заболување, меѓутоа кога веќе ќе диагностицирате, тогаш точно тврдувате дека станува збор за мултипла склероза. Да. Кои се причините, бидејќи секогаш кога говориме за некој проблем, ги бараме причините и уште повеќе што еве кажавме се ова дури кај многу млади луѓе. Зошто и кои се причините да се појави оваа болест? Како се случува сето тоа, како да кажам, изместување, пореметување на функциите на целиот систем? Точната причина не се знае за ова заболување и најверојатно е мултифакторијална, значи повеќе фактори придонесуваат кај одредена особа самиот имунитет да се поремети до тој степен да почне да ствара антитела кон миелинските обвивки и на тој начин да прави демиелинизација. Се смета дека има некоја генетска предиспозиција, односно одредени комбинација на гени може да дадат предиспозиција кај одредени пациенти да се јави мултипла склероза. Морам тука да напоменам дека болеста не е генетски наследна. Значи не значи ако некој од родителите има мултипла склероза ќе добие некој од децата, меѓутоа факт е дека во некои семејства почесто се јава мултипла склероза, во некои поредно. Така да улогата на генетскиот фактор не може да се занемари. Понатаму влијанието на надворешните фактори исто така е важно. Се смета дека некои вирусни инфекции, посебно морбилите, ако се клежат во првата или втората година од животот, може да ги оштетат миелинските обвивки, на тој начин организмот да не ги препознае и да почне да ствара антитела кон нив. Значи и други вируси за кои уште не е точно утврдено, може да бидат причинители за овој автоимун одговор и секако изложеноста на одредени фактори, затоа што ние, например, имаме пациенти, маж и жена, сопруг и сопруга да се двајцата болни со мултипла склероза. Так. Тоа значи дека тие двајцата биле веројатно изложени на некој заеднички агенс што придонел нели кон стварање на ова заболување, така да може да кажеме дека етиологијата е мултифакторијална и бидејќи се работи за автоимуно заболување, тука е многу логично дека младите луѓе повеќе заболуваат затоа што нивниот имунитет е посилен. Со тек на годините имунитетот се намалува и дури после 60-70 година веќе се смета дека пациент многу ретко може да заболи од оваа болест. Так. Зошто повеќе жените заболуваат од мултипла склероза? Има ли некој точен податок? Точен податок нема. Веројатно сепак е улогата на хормоналните
фактори имаат влијание. Така. Тоа е потврдено и со бременоста, да кажеме, познат факт е дека пациентките со мултиплекс склероза за време на бременоста се на некој начин заштитени, тие воопшто не се јавуваат релапси, влошување на болеста. Меѓутоа, веднаш после порадувањето, наглиот пат на хормоните што се случува придонесува за речиси секој пациент, ако не секој, 70-80% после порадувањето има релапс. Така да веројатно е тука хормоналниот фактор во прашање. Так. Како оди диагностиката? Кажавме дека сите симптоми некако упатуваат на некое невролошко заболување. Дали, како што се знае дека првин се прави нели магнетна резонанца, дали тоа е процес во кој што се диагностицираат и некои други видови на заболувања во однос на неврологијата или само за мултипла склероза? Значи, диагнозата се поставува постепено. Најважно е анамнезата. Пациентот кој ќе дојде на преглед во ординација, тој доаѓа заради тоа што има некој одреден проблем. Така да детално земена анамнеза, исто така треба да напоменеме дека тоа е болест која има карактеристичен ток во времето, односно се јавува влошување на болеста релапси и подобрување на болеста ремисии. И така на почетокот се јават некои одредени симптоми, се губат, па потоа повторно се јавуваат. Добро земена анамнеза, кога пациентот ќе дојде, например дојде со некое нестабилно одење, со некоја пареза, да кажеме, на фацијалис, нема невролошки симптом што не може да се јави, треба многу детално да се испита кога се појавил, во какви околности, и при тоа детално да испрачаме дали во минатото пациентот има некои слични симптоми. Многу често ние ќе добиеме податок дека 5 година, 2 се јавил некој трнење во рака, нога, некоја кратка вртоглавица на која пациентот не обратил внимание, така да детално земена анамнеза со типичен ток на болеста, со појава на симптоми, исчезнување, повторна појава, веднаш буди кај нас сомневање за ова заболување. Понатаму, исто така, многу е важен невролошкиот преглед, бидејќи се работи за болест на централниот нервен систем. При невролошкиот преглед, кој е многу точен во локализационо, ќе се најдат тие симптоми на оштетување на централниот моторен неврон, слабости и појачени мускулно-тетивни рефлекси, затоа стално испитуваме рефлексите кои овие пациенти и други симптоми. И на крајот болеста потврдуваме со најсигурната диагностичка метода, тоа е магнетската резонанца. Че магнетската резонанца сигурно ќе ни покаже дали пациентот има или нема. Ако е магнетската резонанца уредна, тоа значи дека пациентот сигурно нема мултипла склероза. Иако може да има слични симптоми, може да сето тоа оплакува и ние многу често така имаме пациенти кои се исплашени, кои некој им рекол дека имат мултипла склероза, меѓутоа кога ќе направиме магнет на мозок, на вратна кична, се е во ред, значи во тој случај ја случува болеста. Меѓутоа, доколку на магнетска резонанца се појава типични деминизаторни плаки и тие се со типична дистрибуција покрај латералните мозочни шуплини комори, субкортикално, понатаму во мозочното стебло, во кичмениот мозок, типичната дистрибуција и важно е дека пациентот една плака не значи мултипла склероза. Пациентот мора да има најмалку 4 плаки распоредени во 4 различни места од мозокот, така да има диагностички критериуми и кога пациентот има типична клиничка слика и типичен наод на магнетска резонанца, тогаш велиме дека има веројатно мултипла склероза. Така. Од кога веќе ќе се диагностицира, претпоставам дека секој еден пациент доаѓа во некоја разна фаза на развој на болеста, значи колку побрзо нели се диагностицира, претпоставам дека толку побрзо може и да се делува. Па како оди потоа третманот, значи се прима некоја терапија, бидејќи знаеме дека не може да се излекува нели овој проблем, меѓутоа може да се стави под контрола што поспоро да прогресира болеста. Па како оди понатаму третирањето на лицата кои што имаат ваков проблем? Че доколку пациентот во моментот на прегледот има релапс, влошување, да кажем, има слабост во двете нозе, пореметено мокрење или други симптоми, во тој случај прва терапија на избор е кортикостероиди. Се дават високи дози на кортикостероиди, до 1 грам дневно во циклус 4 до 5 дена. Значи терапијата на релапсите со кортикостероиди и најчесто пациентите на почетокот на болеста со ова кортикостероидна терапија комплетно се подобрува. После тоа доаѓа период на следење,
Значи пациентите ги следиме затоа што не знаеме кога ќе се појави вториот релапс. Вториот релапс може да се појави за 1 месец, за 1 година, може никога да не се појави. Така да следењето на пациентите е многу важно во изборот на понатамошната терапија. Меѓутоа и локализацијата на стабилизаторните плаки е многу важна. Доколку имаме плаки во продолжен мозок и во кичмениот мозок, како што спомнав, плаки во вратна кичмена може да доведе до комплетна парализа и на двете раце и на двете нозе, што е една крајно инвалидизирачка состојба. Во тој случај ние не чекаме да се појави втори лапс, туку пациентите веднаш ги ставаме на хронична терапија. Так. Предпоставам дека долг е процесот, еве вие сте нели секојдневно во комуникација со овие пациенти. Колку сета оваа ситуација што се случи со овој вирус, не само за оваа проблематика, туку и за сите проблеми кога станува збор за посериозните нели компликации здравствени, има влијание врз состојбата на луѓето кои што имаат мултиплекс склероза и дали има досега некој од вашите пациенти што има COVID-19? Значи, вака, ова криза е глобална. Ние сме сведоци дека заради појавата на пандемијата со COVID-19 се променја протоколите на работа, односно Универзитетската клиника за неврологија не е COVID центар, така да ние продолжуваме со редовните прегледи, меѓутоа сите знаете дека прегледите во мој термин се откажани и на клиниката се прегледуваат и се хоспитализираат само итните случаи. Што се подразбира, се извинувам, под итен случај? Само кога има некои тешки симптоми кои што веќе може да асоцираат на мозочни удари или нешто слично? Итен случај е животно загрозувачка состојба. Да кажеме мозочен удар, полирадикулоневритис, Гилен-Баре, сите коми, меѓутоа и тешки парализи, да кажеме кај мултипла склероза. Значи ние имаме амбуланта која секој ден работи со приоритетни упути со пациенти кои ги носи брза помош. Значи тоа се живото загрозувачки состојби, тие сите се прегледуваат и по потреба. Хоспиталниот дел на нашата клиника е цело време во функција, така да тие пациенти се лекуваат. Мора да кажам дека заради откажување на прегледите во мој термин, овие 3 месеца, дијагнозата на пациентите со мултипла склероза малку стагнира, затоа што пациентите не можат да направат прегледи како порано. Меѓутоа, јас лично ќе кажам дека ние сепак во контакт со колегите од другите градови, од другите болници, секој пат кога ќе имат пациент кои се сомневаат дека се работи за мултипла склероза, односно има одредени симптоми, има наот од магнетска резонанца, ние се договараме некој од колегите да ги види. Лично јас многу пациенти сум видел. Кај некои пациенти за потврдување на дијагноза не е потребна и лумбална функција да се направи, така да тоа го правиме во амбулантски услови, на пациентот ќе му се направи лумбална функција, тој ќе полежи неколку сата како што е потребно и потоа ќе си оди дома и потоа му го праќаме резултатот, така да и во овие случаи дијагнозата на болеста значи може да се постави, меѓутоа сепак со тоа што некој пациент со минорни симптоми нема да дојде на преглед или нема да може да дојде на преглед, така да може да кажам дека во овие 3 месеци сепак дијагнозата на новите пациенти е малку во стагнација. Дали COVID-19 може да направи компликации кај овие лица? Па сигурно ќе кажам јас сега и за тоа. Значи, мора да кажам дека од тие околу 1000 истории регистрирани лица со мултипла склероза, ние имаме околу 600 пациенти кои се на хронична терапија. Тоа значи дека пациенти кои се на терапија од прва линија, тоа се инјекции кои тие сами дома си ги ставаат, така да порано ги подига секој месец. На почетокот од пандемијата направивме овие инјекции да ги подигнат на 2 месеца и тоа да не мора лично пациентот, туку некој од семејството, со цел изложеност на пациентите на инфекции во болнички услови да се сведе на минимум. Мора да кажам дека овие 650 пациенти во овие 3 месеца продолжи редовно да ја подигаат терапијата и тоа прво беше на 2 месеца и сега надевајќи се нели како сите дека ќе се смири пандемијата, ние почнавме на месец дена, меѓутоа сега пак ќе разгледаме таа можност да им даваме терапија на 2 месеци со цел поретко да доаѓаат на клиника. Меѓутоа, ние имаме и други терапии, тоа се инфузиони,
лекот натализумаб кој се прима еднаш месечно и лекот окрелизумаб кој се прима еднаш на 6 месеци. И таа терапија ние во ниеден момент не ја прекинавме, значи пациентите редовно доаѓаат во закажаните термини, еднаш месечно или еднаш на 6 месеци, во посебни простории во амбулантата, бидејќи сега амбулантата, просториите кои ни беа за мој термин, во моментот не работат, така да искористивме овие амбуланти каде место пациентите безбедно да ја примат терапијата, значи со заштита и од персоналот и пациентите исто така се носат заштита, така да овие 3 месеци воопшто не сме имале проблем на нашите пациенти да им дадеме терапија. Так, пред да преминеме да поразговарам малку за коронавирусот, да не заборавам да ве прашам околу терапијата која што се воведе од скоро време во однос на третманот на мултиплекс склероза. Колку сте задоволни од ефикасноста врз да се спречи да болеста брзо прогредира? Значи, тој самите пациенти, лекарите го знаат дека ние имаме терапија од прва линија која се дава за пациенти со болесна клиничка слика и терапија од втора линија која е за пациентите со чести релапси. Значи, исто мора да е релапсно-ремитентна форма за да леко делува, бидејќи ако болеста помине во хронично прогресивна, односно веќе пациентот има инвалидитет, тогаш лековите многу малку може да делува. Новите терапии може да кажам дека ние имаме голем број пациенти, имаме скоро 90 пациенти на окрелизумаб, имаме 12 пациенти на мавенклад, имаме 25 пациенти на тисабри и 30 пациенти на пеклидера, значи тоа се скоро 200 пациенти на новите терапии и може да кажам дека пациентите значи има ефект, односно ефектот е да се спречи прогресијата на болеста, да пациентите немат релапси и многу важно несаканите ефекти, затоа што од инјектибилната терапија многу пациенти имаат тешки несакани ефекти, овие новите лекови се сепак со многу помалку несакани ефекти и пациентите многу подобро ги поднесуваат. Так. Ајде да преминеме на актуелната состојба. Еве, веќе неколку дена поред троцифрени бројки, никако да се намали бројот. Какво е вашето мислење за овој вирус и за состојбата? Значи, првен да се доврзам на вашето претходно прашање. За среќа, ние досега немаме регистрирано ниту еден пациент со мултипла склероза кој се разболел или е позитивен на COVID. Тоа веројатно се должи на тоа што овие пациенти се сепак многу дисциплинирани, се свесни на сериозноста на нивната болест и затоа преземаат мерки, не се движат многу, тие се и ослободени од работа според препораките на влада, седат повеќе дома во изолација и за среќа може да кажам дека во Македонија се уште нема пациент со мултипла склероза и кој има COVID. И се надевам дека тоа ќе продолжи понатаму. Инаку ние црпиме искуство од земјите кои што има многу корона, како например Италија. Во Италија, например, последниве 3 месеци беа регистрирани 225 пациенти со мултипла склероза кои се разболеа од COVID. Меѓутоа, може да кажам дека од тие 225 само 6 пациенти биле поставени на респиратор, од кои 5 починале, а еден нешто имаме некој проблем најверојатно. Ајде ќе се обидеме повторно да се поврземе. Тоа е кога техниката малку ќе не издаде и интернетот претпоставувам, ќе го добиеме доктор Барбов за кратко. Еве. Сега ќе се поврзаме. Јас, почитувани гледачи, се извинувам, меѓутоа тоа е тоа кога изгледа нешто интернетот беше слаб, меѓутоа еве повторно се конектиравме да продолжиме со разговорот. Повелете. Значи бевме кај Италија дека од 225 пациенти смртноста е многу мала, само 2%, што е помалку од општата популација. Тука има многу теории, ние во последниве месеци пошто се одложија сите европски и светски невролошки конгреси и вакви други научни собири, така да одржавме повеќе вебинари на таа тема, за
мултипла склероза и COVID, и се смета дека дури некои од терапиите што пациентите кои ги примат за мултипла склероза имат протективно дејство. Дури сега да не спомнам имења, неколку лекови што моментално се користат во терапија на мултипла склероза, едни од нив се интерфероните, во скоро време ќе бидат регистрирани и како лекови за мултипла склероза. Така да од овој аспект пациентите треба да бидат спокојни, значи терапијата што ја примат пациенти најчесто се плашат од терапијата да немаат полоша клиничка слика околку се разболат. Меѓутоа сите статистики од земјите што се досега спроведена таа тема се потврдило дека пациентите воопшто ниту почесто се разболуваат, ниту имаат потешка клиничка слика во однос на другата популација. Така, тоа е нешто добро да се слушне, бидејќи нели сепак имаат еден проблем, за да не може дополнително и вирусот да им направи нели поголеми компликации. Какво е вашето мислење за состојбата со коронавирусот? Како ние се справуваме досега? Успеавме ли да се справиме или не успеавме? Очигледно досега не сме успеале да се справиме. Мора да кажеме дека тука е и личната одговорност многу голема. Значи користењето на заштитна опрема, последните недела сме сведоци за појава на COVID кај пациенти по клиники, меѓутоа доколку персоналот користи правилно заштитна опрема, користи така да нема потреба од загриженост. Ние знаете, пошто ние не сме COVID центар и некако кога се појави првиот пациент позитивен, се створи една паника, меѓутоа мора да помислиме што ќе кажат луѓето што работат на инфективна клиника, докторите, сестрите, кои нели сите пациенти постојано се така, да. Така да ние тука малку ги успокојуваме дека доколку нели си користат комплетна заштитна опрема по протокол, нема никаква шанса нели да се заболат. Тие пациенти нормално веднаш беа префрлени на инфективна клиника, се направи епидемиолошка анкета и ние продолживме најнормално да работиме. Так, зборите за вашата клиника и за случајот кој што беше со жената од Дебар и претпоставам што со уште еден пациент. Тоа е така бидејќи се наоѓаме нели во пандемија и никогаш не се знае некој од пациентите што доаѓа кај вас, па и на другите клиники дали не е или е позитивен на коронавирус. Што мислите за овој вирус? Бидејќи имаме разни, како да кажам, слушаме различни информации. Сега скоро имаше еден доктор од Германија кажува дека сето тоа било нели невистина и така натаму. Некои велат дека е вештачки создаден. Меѓутоа како и да е, вирусот е присутен. Тоа не може да биде лага на глобално ниво. Какво е вашето мислење? Дали навистина толку вирусот е, како да кажам, интелигентен, така да се изразам, за да толку знае лесно да мутира па да создава такви компликации? Јас не сум ниту инфектолог, ниту епидемиолог, меѓутоа како лекар нормално имам своји размислувања. Не сум приврзаник на тие теории на заговор, нели дека вирусот е направен нели со некоја цел, нешто да му се наши на човештвото. Вчера изгледано еден напис во Forbes дека норвешките научници претпоставуваат, односно веќе имаат факти дека е вирусот создаден во лабораторија. Значи ние независно за нас ништо не менува тој дали е створен во лабораторија или некој лилјак нели го пренел на други овие на пазарот за морски плодови. Значи за нас е тоа потполно незначајно, значајно тоа дека се разви еден вирус кој се прошири низ целиот свет, кој е многу контагиозен, значи лесно се пренесуваат еден на друг и кој е респираторен вирус, значи го напаѓа респираторниот систем и кај пациенти со коморбидитет нели може да направи сериозно штетување. Се покажа дека вирусот не е сезонски, како што е грипот, затоа што се знае сезонските заболувања кога се јавуваат. Ние сме веќе јуни. Требаше до сега да биде. Да, сведоци сме дека и во Дубај, во Катар, во земјите каде што се високи температурите, исто така ковид е многу присутен. Така да веројатно се работи за еден вирус кој не е сезонски, кој е присутен меѓу нас. Меѓутоа тоа што единствено охрабрува е што има голем број на асимптоматски носители. Значи не сите пациенти се разболуваат, бидејќи сепак е вирус кој 4-5 месеци е присутен кај нас
кога ќе се направат поголеми скрининзи, јас верувам дека ќе се открие дека голем број од популацијата веќе го има прилежано. А немала симптоми. Немала симптоми и тоа се всушност тие што го пренесуваат вирусот. И затоа конкретно почитување на мерките, избегнување на групни собирања, затоа што ние веќе од пред 2 недели кога почна да се покачува, одмah ги променивме протоколите за работа. Секој пациент што доаѓа го сметаме веќе за ковид позитивен и така се однесуваме кон тие пациенти. Значи мора мерките да се придржуваат со цел да се кластерите изолираат, да се намали трансмисијата. Инаку јас уште пред неколку месеци така и постирав и по Facebook дека овој вирус уште долго време ќе биде присутен кај нас и ние едноставно ќе мора да се научиме да живееме со него. Так, еве, доктор Барбов, и вие велите мора да се научиме да живееме со него. Меѓутоа, знаете како сега, досега сме живееле еден друг поинаков начин на живот, не дека не сме ги миеле рацете и ред други работи, меѓутоа сега веќе некако ќе треба да бидеме изолирани од најблиските, ќе не можеме, што се вели, ни на гости, како што треба да поидеме кај најблиските па и да се видиме. Се ќе биде некако како со предпазливост и со страв. Меѓутоа, дали е тоа добро пак и за психичката состојба? Еве, многу од експерти, инфектолози, епидемиолози и така натаму велат дека треба и да се создаде колективен имунитет. Меѓутоа, за да се создаде колективен имунитет, треба да се инфицира поголем број од населението. За да се инфицира поголем број од населението, еве вака треба да нема никакви мерки и нели да се прошири вирусот па да се создаде колективен имунитет. Меѓутоа, секој се плаши нели да биде заразен. Како понатаму да се функционира? Еве, вие пак сте доктор, нели, предпоставам дека имате учено и дел од психологијата, а да не ни наштети на психолошката состојба нам, на сите граѓаните. Значи, факт е дека светот, како што го знаевме, веќе не постои. Светот се измени и ние мора да бидеме адаптибилни, да се навикнеме на ново настанатата ситуација. Барем за ова година да се помириме дека нема да одиме на годишни одмори, помориња, како што сме биле, матурски прослави се откажа, свадби се откажа. Значи сите прослави треба да се направат во најтесен круг од семејството, бидејќи сепак ова роден ден и одмори има и до година, не? Живот има еден. Така да колку сме ние пофлексибилни, мисламе подобро за нас да се навикнеме да веќе се престане со тие собирања, одење по гости, правење скари, излети, дека сето тоа е во корист на нас со цел не за ние може би во одреден момент ќе се заштитиме, меѓутоа да го избегнеме тој пик, тоа што се случи на Италија и на Шпанија, кога буквално колабираше здравствениот систем за тоа што напливот од пациенти беше огромен. Така да и тоа е целта на превентивните мерки, значи да се тоа колку што може повеќе одложи, а иначе епидемијата ќе престане или кога ќе се најде лек или кога ќе се најде вакцина. Дори тогаш може да кажеме дека сме ја победили. Так. Предпоставам дека до вечер ќе има некоја информација, не знам сега, не сум во тек, дали донесоа дека наводно требаше да има нели полициски час воведување во овие критични градови кои што имаат најмногу заболени од 10 навечер до 5 сабајле. Колку сметате дека тоа е добра мерка? Дали е добра мерка или предпоставам дека последна недела пак и ќе можеби ќе го укинат полицискиот час и тогаш ќе има уште повеќе нели социјализирање на оние кои што не се дисциплинирани. Што тогаш, дали ќе можеме повторно да очекуваме зголемување на бројката или пак мора така да биде се со цел да се стекне колективен имунитет? Значи, јас како лекар и директор на клиника секој пат нели ги промовирам мерките на владата кои ги препорачува. Меѓутоа, моје лично мислење е дека веќе политичкиот час не го носи ефектот што го носеше на почетокот, затоа што полицискиот час значи дека ние сме ограничени во движењето одреден период од денот, односно во тој период мора да отидеме на работа, па да се вратиме, па да испазаруваме, па да отидеме во банка, значи во краток временски период да се концентрираат повеќе луѓе на едно место и тоа мислиме контраефектот од полицискиот час, затоа што ако се воведе полициски час од 22 часот, мислам тука нема ефект, ние сите сме веќе во 22 часот навикнати дома, ресторани не работат, нели нема кај да се оди на гости, така да
мислам дека полицискиот час не го постигна ефектот што се очекуваше. Знаеме дека во одредени места, посебно во Марити, покрај полицискиот час имаше движење и собирање, додека ние што почитувавме и со полициски, без полициски час ке почитуваме. Од друга страна, ово ограничување на движење за цел викенд исто така не можам да кажам дека има баш некој многу позитивен ефект, бидејќи во услови кога нема лек, најважен лек е нашиот имунитет, односно нашето здравје. Че колку ние повеќе излегуваме на воздух, на сонце, се движиме, толку сме ние поздрави, имунитетот е подобар, отколку да бидеме цело време затворени дома. Ако да си затворен дома, само гледаш телевизија и јадеш. Значи тоа, мислам дека лошо влијае и на физичкото, меѓутоа и на психичкото здравје. Така да мислам дека во овој момент полицискиот час, мој лично мислење дека нема потреба повеќе да се воведе. Тука сме некаде на крајот, само би сакала Кусо да упатите порака да се навратиме на она за што почнавме, на мултиплекс склерозата. Сите оние кои што не следат, ако почувствуваат што, веднаш да се јават кај вас за да се утврди точно за што станува збор. Уште еднаш да повториме. Да, секој пат е така, значи секој млад човек кој ќе почувствува да е невролошка симптоматологија, сега по моментот мора да се обрати први со матичниот лекар, кај матичниот лекар, а ние со матичниот лекар имаме одлична конекција. Сега иако нема мој термин, јас да ви кажам дневно на месенџер сигурно одговарам на 50 до 60 пораки на пациенти. Тоа што е неопходно пациентите им договарам да дојдат на клиника, значи во секој случај да се обратат на матичен лекар или исто така во здравствен дом на лекарите од секундарното здравство исто така се достапни за прегледи, невролозите. Така да пациентите, вистина млади кои имат симптоми, во секој случај мора да се јават на преглед и после контактот со клиниката ќе биде воспоставен и да може најбрзо да им помогнеме на овие луѓе. Доктор Барбов, јас ви благодарам за денес. Комуникацијата останува со вас како клиника, со вашите колеги, со вас, па се надевам во некое следно издание ќе можете и да ни гостувате овде во студио да поразговараме за некоја друга тема. Да, секако. Ви благодарам за поканата и ги поздравам уште еднаш гледачите на вашата телевизија. Се надевам дека слушна некои корисни совети. Секако, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Вие останете и понатаму со нашата програма. Почитувајте ги препораките, носете маски, заштитувајте се и се разбира, чувајте го своето здравје.